Компјутер за секое дете, а едно од 10 училишта ги користи компјутерите. Скапи лаборатории без основни и придружни средства за работа, нестручни преводи на стручна литература. За општинската организација на СДСМ проектите на власта даваат минимални или воопшто не даваат резултати, а образованието е целосно партизирано. Велат дека програмата на СДСМ предвидува низа проекти за подобро образование во Македонија. Нашиот пристап кој го нудиме во нашата програма Промени за нов почеток ќе подразбира целосна реформа на предучилишното и средното стручно образование. Основен критериум при носење на одлуки за реформи во образованието ќе бидат подобрување на неговиот квалитет. Тоа подразбира употребливо знаење, добри услови за учење и работа, мотивиран кадар и квалитетни програми. Иванов вели дека учениците и наставниот кадар во земјава заслужуваат повеќе доверба и квалитетни услови за работа. Најавија дека доколку ја добијат довербата на парламентарните избори ќе се борат за укинување на екстерното тестирање, кој за учениците како што велат е само притисок, помала административна работа за наставниците и низа други мерки. Повеќе пари за образованието и науката. Ова значи дека во Република Македонија за образование се издвојуваат средства во висина сега од околу 3,5% од бруто домашниот производ. Според нас тоа е недоволно. За нас инвестициите во образованието се наисплатливи. Поддршка и мотивација на наставниот кадар. Ќе го укинеме екстерното тестирање како проект што побуди најголем револт кај наставниците, како и кај учениците и родителите на учениците. Од СДСМ се состав дека досегашната власт не успеала да создаде здрав и квалитетен образовен систем во земјава, а последиците од тоа се одразуваат како на учениците, така и на наставниците. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН пак денеска реагираше на ставовите на опозицијата. Од таму велат дека плата од 12.000 денари за просветен работник, колку што изнесуваше кога СДСМ беше на власт, е најголемо омаловажување. Тоа беше време кога студентите учеа од учебници на српско-хрватски јазик, велат од ВМРО ДПМН, истакнувајќи дека дисперзираните студии го направија високото образование подостапно од било кога. И понатаму од ВМРО ДПМН стојат на ставот дека проектите на СДСМ се само декларативни заложби без соодветно образложение за нивната реализација, финансиска конструкција и рокови на исполнување.